Ние зборуваме за ново паметно решение кое што ќе значи нова опрема и ќе значи GPS комуникација со опремата во Скопје, односно да знаеме во реално време дали ни се полни контейнерите и кога треба да се празнат. Исто така во програмата предвидуваме набавка на двојно повеќе опрема, односно двојно повеќе канти и контейнери за градот Скопје, како и нова опрема, односно нови возила, бидејќи постојните се во многу лоша состојба. Ќе биде посветено особено внимание на безбедноста на граѓаните, особено при одвивање на сообраќајот. Тоа значи редовна инспекција на мостовските конструкции и нивна навремена поправка и санација. Сведоци сме дека во Скопје постојат мостови, како што се мостот на Обединетите нации во Влае, Гоце Делчев, Беласица и други, кои што се проблематични и на кои што треба да им се посвети поголемо внимание. Првиот мандат беше мандат за итни интервенции, решенија за елементарни проблеми и регулирање на основните инфраструктурни проблеми. Подготвени сме да го однесеме Тетово на друго ниво, во второто поглавје за развој. Бидејќи Тетово не сме да се врати во ерата на анархија, хаос, лошо управување и корупција. Што се случува со парите на граѓаните? Од 10 милиони денари месечно што се собираат од таксата за јавното осветлување, 85% завршуваат во џебовите на приватниот оператор, а само 15% остануваат во општината. Тоа значи дека околу 120 милиони денари или околу 2 милиони евра годишно, од кои речиси 1,65 милиони секоја година одат кај приватната компанија, а само 350.000 евра остануваат за општина Тетово. Бараме итно од општината да ги острани беатоните и да ги врати паркот во поранешната состојба, со истата брзина и ефикасност со која јавното претпријатие за паркинзи ги казнува граѓаните. Ако тоа не се случи пред изборите, тогаш имаме сериозни сомневања дека општинското раководство е вмешано во овој бизнис кој го нарушува изгледот и угледот на шарената џамија, а со тоа и на Тетово. Најдобра кампања е од човек на човек, од уста на уста. Ние ќе се базираме на таа кампања. Едно што така ние имаме замислено и друго што така во моментот налага ситуацијата во Кочани. Градоначелничкото столче за некои представува доблес, гордост, моќ, но за мене ништо не представува од тоа. За мене представува една одговорност, една доверба која ти ја дава народот и која доверба е базирана на чист образ. Класични митинзи сметам дека не треба да имаме заради тоа што во еден град да изгубиме 62 животи, да имаме над 200 повредени и да одиме на скапи кампањи, не. Меѓутоа ќе ги посетиме граѓаните, ќе ги повторно црпиме, како се вика, нивните идеи, нивните замисли за промена на градот Кочани. Ќе гледаме да бидеме очите и ушите кои што ќе ги слушат нивните интереси, да ги вклучиме колку што е можно повеќе во целата таа ситуација. Ќе одеме кај фокус групи, кај спортисти, кај културни работници. Почитувани граѓани на општина Бутел, имаме една убава радосна вест за почетокот на кампањата. Граѓаните на населбата Радишани и генерално Радишани добива нов модерен затворен базен во вредност од 80 милиони денари. Тоа што особено ме радува е дека предност во користење на овој базен ќе имаат учениците од основното училиште Ато Шопов, но генерално сите ученици. Драги мои сограѓани, денес на првиот ден од кампањата нема да ви ветувам ништо. Затоа што доволно ви ветуваа 30 години. И што добивме? Празни зборови, полни депонии. Асфалт што трае една зима, а долгови што траат децени. Урбанизам на хартија, но хаос на терен. И секогаш истиот рефрен. Ке направиме, ке изчистиме, ке изградиме. Апелот е, дајте да се вразумиме сите и наетот да го тргнеме на страна, партиските интереси
ја го упропастија градот Скопје, да даде Господ никогаш да не се повторат вакви состави на советници, туку напротив да дојдат во советите и во град Скопје, и во општина Карпош, и секаде во Македонија луѓе кои што се разбрани и кои што се подготвени да ги решаваат проблемите на граѓаните, а не да им се создава проблеми. Во континуитет над 800 реализирани проекти во изминатите 8 години, многу изградени улици, фекална атмосферска канализација, водоводни мрежи, бекатонирање во село, град, населени места, капитални проекти, поголем број на училишни спортски сали, над 19 спортски игралишта, реконструкција во половина од основните и средните училишти кои што не беа чепнати со децении. И секако, на што посебно сме горди, тоа е нешто што не го ветиме во минатиот мандат, а го реализираме, бесплатниот автобуски превоз кој што е субвенциониран